Докаде е текстот? Еве уште малку аман. Дечки, имаме одлична вест. Се частиме во кафана. Салата е наша. Во кафана? Абе, салата за патронат. И што се деси? Трепнам они 2-3 пати и толку. Салата е наша. И јас трепнав. Види какви трепки имам. Абе, дечки, за ова не да треба частење. Па патронатов сам ќе се напише. Како бе? Така бе, слушај, 70 години постои 11 октомври. Секоја декада по еден евергин хит. Времеплов, евергин хитови и училишен живот. Имаме првичен секен. Топ, ќе опфатиме се. Наставници што биде закон во школа, секојдневни ситуации. Имате смешки да не ни заспие публиката. Супер ке сме. Од ова се најважно дека скелетот го добивме. Ајде на гласаме. Да, секако. Кој гласа за Времеплов и училница? Дечки, чисто вака само една идеја што ми текна. А да направиме временска машина, Како бе? така бе, почекај сега малку. Па децава нешто како не ми се учи, ајде да видиме како ќе биде во иднината. Машината им се расипува, па заглавуваат. Ај морам да идам, да видам дока е директорката. Чики, што? Временска машина? Што не ви текна бе? Нема проблем бе, МК направиме со материјали од школа. И чипка ќе им семе за по-фенси да биде. Чипка, добро му е, Чипка, временска машина, кафана. Добро е, буџетот го имаме. Леле, добра, говоро до каде е више? Па дојди седни напиши го ако е лесно. Топ, временска машина. Работи, па патува. Баш ќе биде бомбасично. Морам ово да го кажем за тима сценаристи. Без задршка, се е можно. Се ќе направим. Слушај, Саше, да не сине драгче долу во работилница гарант ке најдеме материјали за машина, а имаме и нови мускули во школа. Филип и Андреј физичко, Филип историја, Звоне географија, Тошкан и човек за се. Јас, ти, Драго, Ана педагог, доле во дворче со сок и сонце. Ке направиме 100%. Јас ќе ви пуштам и такво некое чилно музиче. Грицки, ама здрави. Знаете, нова година се ближи. Ќе го викнеме и Саша. Знаете дека он е во Грицки. Како бе? Така бе. Секој последен петок им дели на децата од чалата. Ме бендисува како размислувате. Сонце, рејбанка, сокче, а на вас женските ќе ви ставим по едно чадорче. Фичо, чукни полево. Звонко, исправи од таа страна. Готово. Сте на работа. Па затоа сме најдоброто училиште. И говорот до каде? Слушајте, може директорката да ни го побере до проба, готов е брзо да ја звоним. Ало, качи побрзо, возам! Директорка, ние сме собрани во канцеларија, скелетот го направивме, па веќе нека сцена напишав. А говорот до каде ми е? Говорот ви е готов, може да дојдете да пробате, треба време да измериме. А песните со хорот? Да, и песните исто. Кој ќе ва таму бе? Вирус некој да не има? Не, никако. Како ни? Ајде доаѓам, да видам што сте направиле. Ајде. Директорката! Како е? Добро вечер на сите. Почитуван градоначалник господин Горан Герасимовски, почитувана раководител на сектор за јавни дејности госпоѓа Јагода Јанковска, представници на општина Центар, представници од Министерство за образование, Биро за развој на образование, Државен просветен инспекторат, колеги, наставници, ученици, родители, гости, пријатели на училиштето. Со особена чест и длабока гордост, денес ви се обраќам по повод големиот јубилеј, 70 години од постоење на нашето училиште 11 октомври. 7 децении традиција, напор, љубов, знаење и воспитување. 7 децении испишани со имињата на генерации ученици и наставници, кои оставиле белег, кои допринеле ова училиште да биде она што е денес. Дом на знаењето, одговорност и слобода. Името што го носи нашето училиште 11 октомври не е обично име. Тоа е символ, потсетник, вредност.
На 11. октомври пред 84 години храброста на македонскиот народ се претвори во искра што го запали пламенот на отпорот. 11. октомври 41 не беше само почеток на народно-слободителната борба. Тој ден стана символ на одлучната борба за правда, за слобода, за достоинство. Тоа беше денот кога стравот попушти пред надежта. Токму затоа не е случајно што толкому го имаме името 11. октомври. Ова е повеќе од име, ова е наша мисија. Нашето училиште низ овие 70 години ја носеше таа мисија да го чува духот на слободата, да ја шири светлината на знаењето и да ги воспитува младите генерации како слободоумни, хумани и свесни граѓани кои ќе бидат достоинствен дел од иднината. 11. октомври е ден кога почна борбата за слобода. Но во училиштето 11. октомври секојдневно ние водиме борба за знаење, за подобро општество, за подобар свет. Денес, кога го славиме овој значаен јубилеј, да им оддадеме чест на сите кои биле дел од 70 годишната приказна на основачите, на наставниците, на сите директори и соработници, на учениците кои ја испишале историјата на училиштето. Вашата работа е вградена во темелите на институцијата. Денес, кога го славиме овој значаен јубилеј, треба да се гордееме со она што сме. Училиште кое е во чекор со современите образовни текови и трендови. Сето ова е резултат на посветен труд, визија и соработка. Тоа е доказ дека училиштето не е статичен објект, туку динамична заедница што расте и се развива заедно со своите ученици и наставници. Сите наши напори се насочени кон целта да изградиме средина во која секој дете ќе има можност да ги развие својот талент, своите знаења, да се чувствува поттикнато и да верува во сопствената иднина. Верувам дека во годините што доаѓаат ќе продолжиме да ја пишуваме оваа успешна приказна. Ќе останеме верни на нашата мисија, ќе ја чуваме традицијата и чекориме напред со современи решенија. Нашето училиште ќе биде и понатамо место каде што секое дете ќе може да расте, да учи и да сонува. И да се обврземе дека ќе продолжиме со истата страст, со иста посветеност и со исто чувство на одговорност. Нека ни е честит празникот, нека ни е честит јубилејот, нека живее училиштето 11. октомври, нека живее слободата, знаењето и иднината што заедно ја градиме. Благодарам.
Мислам дека ова проба бевне најден. Зашто збориш такој? Мартине, кажеш еден пут нешто. Молу ти се. Кажи нешто да чуеш ден пут. Што да кажам? Изгледам многу се занесовле во улогите. Па ја, вежбај. Генерална проба, ден на школа и стък, што да праву? Ту го, по толку вежбање, поквари ми си диалект. Забрави да збору скопски. Наставничка, сваки ден на секцију. Вежбај војо. Треба да се веродостојан. Ти го представljаш кумановску партизанску групу. Добро де пукнала си пушка, бориле се људи, а помисли лекој дека сиро тој може мене да се деси. И овојот прилеп, почнале да нападјаат, се забораиле. Стражарите, затворот, па каблите за телефони струи. Абе ова се работи што треба да се научи. Не е толку лесно. Пенасеничка Тивана, млада, амбициозна, уба,
сега треба да одиме на дополнителна настава, да не врати на фабричко подесување. Дечки, слушам дека имате голем проблем. Абе, немајте гајле, ќе средите работа. А замислите првите пушки ја пукнале во Гевгенија и Струмица. Тек тоа што ќе правите. Кога ти е Ристо класен, абе, класика човек. Ке те стави во литературна секција и ти вика, Нона, сега прочитаат песнава што ти испечатив. Чисто за инспирација. Морам да признам, инспирација добив. Слушайте сега, оди вака. Бевме роби еднаш. Бевме црно роби. Тирани по земја не газеа сам. Од маката своја, сотидавме гроби. Во родната земја, под родниот камп. Наша беше потва, плодовите туги. Но кој да трпи? Кој да трае пати? Та нели сме ние како сите луѓе? На душманот еднаш треба да се врати. И дојде октомври, крвавена зора. Прилеп го блисна црвениот плав. Еден истрел, и потом совне се така. Глеј борци со пушки за дрвен камп. Бевме роби еднаш. Јас денес пред вас стојам овде. Виданка млада што расте по топлото македонско сонце. Иако сум само дете, дедовината своја во срце ја носам. Но залудна би била борбата нивна, ако денес од мене не се точат радосни песни. Слобода! За мене, За тебе! За сите нас! татковина мирна, како миренцон. 11 октомври. 11 октомври е детски џагор. Разиграна птица во лет. Септември прво звонче. Насмејани лица, наставничка што чека во преградката. Симпатија тајна, другарство. За мене 11 октомври не е сладок сок. Тоа е моето училиште. Реалност во која се радуваме секој ден. Вие не треба да брзате. Не ве чека Рини информатика? Ментор во нашето училиште. Главна фраерка за се. Сигурно ќе вежбате програмирање. Јас сум германски кај биле. Како глас и стас. Sprechen Sie Deutsch? А јас сум на музичка. За нас почнува живот со ново име и нова страст. Сред нешто сиво сме нашле едно цвеќе што расне веќе и цвета тоа в нас. За нас почнува живот од овој час, од овој час. На 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 За нас не требат зборови и сета ласка изгуби сјај. Ке градам дворој од тишина и спокој, пак има небо што светлина ке дај. За нас почнува живот и нема крај, и нема крај. На 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 на
вели ми, ке ми помине, се уште мали сме, за журки рано е. И ти си растала, мама, желби си имала, си плачела. И ти си молела, мама, ме чека друштво време, мамо, пушти ме. Не вели ми, ке ми помине, се уште мали сме, за журки рано е. И ти си растела, мама, желби си имала, си плачела. И ти си молела, мама, ме чека друштво време, мамо, пушти ме. И ти си растала, мама, желби си имала, си плачела. И ти си молела, мама, ме чека друштво време, мамо, пушти ме. Ме чека друштво време, мамо, пушти ме. Добро поча денот. Многу брзо ми падна мрак на очи. Што ти е? Што си ми така замислен? Добро бе, Калина. Знаеш ли бе ти кога дојдов во средно наставничката по географија што направи кога дозна дека сум учел во 11? Што де? Што? Петка за крајна година ми заклучи, толку беше закон школото. Добро, ете свати, ќе ги поправам лошите оценки. Ти ветува, до крајна година ќе бидам тип-топ. Калина Злато, не само оценките мило. Што сте правиле со Никола во ходници? Гоблени да не везевте. Абе, 3 неоправдани имаш заради доцење на час. Имаш среќа што татко ти не отиде во школа. Не, јас да ти кажам на тебе. На љубов до 18 да не си помислила. Тој мангуп, ако уште еднаш го видам во твоја близина, ушите до плафонов ќе му ги истегнам, крајот нема да им се види. Прашаја баба ти дали некогаш имала потреба дојде во школа. Не ми се верува дека Тања биологија ми се јави и ме повика на разговор. И зошто? Да ми каже дека немате земена надпора заради занесени заљубен поглед и бројње чавки низ прозор. Кажи ми бе, Калина, what is your name? Па мамо, па што ме прашуваш? Па my name is Калина. Супер се мамо има. А зошто на самичката весно по англиски ми кажа дека на те се напишала my name is Никола? Никола! А бе во земја пропаднав. Ја видов на самичката Тања англиски. Ја поздравив од тетка ти, колешки на факултет биле. Леле, добро што не ти предава. Кој знаеш што ќе кажеш? И нели денот убаво ни почна? Ние на работа, децата на училиште, се изгушкавме, се испративме. И што кажав, каде кирам денес околу 12 часот? А нели рече ке се одел во училиште да се видиш со класниот на Ники? И дали јас убаво го прашав Никола?
Има ли нешто што треба да знам пред додам кај Го класниот? праша де, И што кажа тој? дека нема ништо. Ајде прашај го дали нема ништо. Црни Никола, што си скрил сега? Си одам јас во училиште, се најавам на влезна врата. Одам кај Злата математика во кабинет. И нели јас смирен, опуштен, нема ништо. Да. Нели бе кога почна шокови. Абе добро е што не се шлогирам. И вика Златен, абе добар е малиот твој. Паметен, фин, учи. Ама нешто се случува со него во последно време. Затоа и те викам. Вади ливче. Го гледам последниот тест. Па со нас вежбаше. А тој си викам со нас вежбаше, не може да е страшно. Го вртам кај оценката. Двојка! Двојка! Абе двојка, да. А задачите, леле задачите. Добре бе, Никола силе. Колку е 3 по 5? 15. Правеле експерименти на хемија с убавка. Каква љубовна опивка во главата ти играла. А па за автопортретот, се уште не можам да се поверувам. Што направила? Наставникот Саша Поликовна ми каже дека наместо сама да се нацрта, наша Калина Никола го нацртала. Пак Никола. Да. Дури па сакала да оди на хор кај наставничката Ангела. Не може, нема хор. Каков хор? Има да учиш, сигурно не поправиш се. Добро, ете свати. Нема љубов до 18 години, нема доцнење на следните часови и на следниот автопортрет нема да го нацртам Ники, ќе се нацртам сама себе. Само многу ме интересира дали вас бака, баба и дедо ми забранувале работи. А ти, тато, со камчиња си дробал кај мама на прозор. Ова цика со твој камен по глава. Каква забрана грешно си сватила? Само една случка има со класната Жане по историја. Каква жена беше Жане? Абе, кога ја видев како мајка ми да ја гледам, бубачки во глава тогаш се случило да сгрешам. Како булка сум се црвенел во тоа образите, а нема како тебе. Ме пее Жане по ходник и поминува Злате физичко. Слуша во пензија, отишол и ми вели, ако си фраер женски да бркаш, биди пофраер со добри оценки. Ако сподели си, после ќе бидат моите сознања. И ти, тато, си бил љубовџија. Добро бе, Никола. А зашто на тестот си напишал 17? Абе целата постапка ти е сгрешена. Добро бе, Никола. Абе, како ќе одам сега на родителска? Како да ти го погледнам класниот во очи? Чекај, Жив срам да ме изеде. Абе, добро бе ќе почнеш да припаѓаш. Дојде цаци англиски. Абе, мозокот вода ми го направи. Никола сакала да го земе напревар. Да. А тој ке несе 2 единици. 2 единици. Ники, сине, мама, што ти е бе? Па сите петки на тромесечие ти бе. Што се случува сега со тебе? Слушај сега. Дојде Николина математика. Нели она него не му предава? Да. А мај погоди на кого е класна. Добре бе, Кире, од каде да знам Николина на кого била класна? Јас ќе ти кажам. Николина е класна на Калина. На Калина. Да, на Калина. И така сите ми кажуваат дека Ники, твој син на мајка, толку заљубен што 3 по 5 му е 17. Добре бе, Никола. Јас те во школа за што те праќам? Да учиш или љубовџија да станеш? А слушај го, кога се враќав сега од работа во влезот, ме сретна комшивката Мира со уште една жена од технички персонал, рече Вики се викала. И ми вели, знаеш ли дека сме собрале цела корпа, цела вреќа со ливчиња, на ливчињата нацртани срци, ободени со стрела. Во нив напишано Кал Ники. Пушта на Галено ја напишал. Нема да правам обид за физичко. Абе, Коста наставникот 4 минуси му пишал. Кога имале час во иста сала со Калина заљубени, точи не можеле да играат. Кога Калина гледале. Ако ти ги фатам бе тоа ушите, абе низ нив сета љубов ке те истерам. Абе, кај сум смел јас во 6-то деление да помислам да љубов? Не дај Боже. Абе, не дај Боже. А да добијам пониска оценка од 5-ка. Абе, страф ми било бабата и дедо да ги погледам во очи. А класниот? Абе, камо ли класниот? Абе, геос. Абе, закон беше.
Мојата учителка има поглед благ, топло зрачи милува ликот нејзин драг. Колку топли зборови, песни, сказни стих, срце моје нел гласот нејзин тих. Учителке, најсакана, да зрачиш радост како вечен сјај. Те сакам јас, благодатно, те носам срце како цветен рај. La 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 la, la 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 la, da vidiš nešto kako veća sjaj. La zakona, ne spomeša, ne zvetiš srca kako cveten maj. Мојата учителка, мајка драга лек, среќна да ми живее, да има бек. Безброј златни добрини, почит, љубов, жар, сум ги збрал како најмил дар. Учителке, најсакана, да зрачиш радост како вечен сјај. Те сакам јас, благодатно, те носам срце како цветен мај. La 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 la, la zakona, da vidiš nešto kako veća sjaj. La zakona, ne spomeša, ne zvetiš srca kako cveten maj. Учителке, најсакана, да видиш вечна како вечен сјај. Те сакаме бесконечно, ни цветиш срца како цветен мај. Ни цветиш срца како цветен мај. Учителке наша драга. Никогаш нема да го заборавам мојот прв училишен ден. Ме дотера мама со панделка во коса со фустанче со се. Што би рекол тато како мала самовилка од бајка. Убав сончев ден, училишниот двор за секое прваче по едно столче. Силна музика, возбудени родители и деца. Само да знаете колку силно ми чукаше срцето кога првпат се го слушнав. Станав, со растреперено срце, испотени дланки, очи како на срна и за миг штама. Како облаче ме обвитка мирисот на бел јасен. Топла преградка. Добре дојде, мила, јас сум твојата наставничка. Една насмевка, еден поглед, еден збор и се е во ред. Мојата наставничка, како да е мушна. И од тогаш деновите минуваат како брза река. Секој ден нови сказни, случки, згоди и незгоди. Се се менува. Ние растеме и созреваме. А таа останува иста како и првиот ден. Со топол поглед, искрена насмевка, мајчински збор, таа е нашиот ветар во грб. Често знае да каже кога ве карам, е тогаш да знаете најмногу ве сакам. Нашата втора мајка, што ги знае имињата на сите деца што ги израснаа. Ние сите, нејзини деца, а таа, нашата прва наставничка. Ја, забележува ли дека наставничката во мина секогаш школа се дојдува? Целата е во града, како чанта, така бичевни. Вие видовте натаму ден, които облечена во кожна јакна, ме подзети на детска бебе. Така беше облечена детска, која беше на
вие знаете ли дека мојата наставничка Биле освои прво место на баскетбол? Со портокалова коса беше исто како Пипи. Вашите наставнички се маскира? Не, значи мојата е пофраерка. Како појадес ја била мојата свичка, се вики Ирена, док ја напрекусата да припеваш мизичка. Вашите наставнички може би имаат друга. Ама сте ја видела мојата наставничка Вале? Поприка свирена. А пак најинтересно е се ја. Не знам зашто се расправате кога мојата наставничка Мануела е најубава. Има сини очи како небото расторчени. А сте ја видела наставничката Кате? Знаете дека вози тротинет? Фиу, како ќе прошиш, абе прејака е. Па и мојата наставничка Весна има сини очи, па што? Ама глас да го чуеш колку е мил. Кога ми чита приказна, ме заспива како чајот Камилица. А Ели има глас како за радиоводител. Па и колку е висока како манекенка. Ако твојата е како пепелашка, наставничката Наташа со долга црна коса, розови усни како јаготка е како Снежана. А пак веќе ако збориме за манекенки, наставничката Викторија е како Жизел Бунчет. Како бе? Така бе. Не се расправате. Вакви коси и такви очи. Не знам како да се стаси. Си ги виделе моите наставнички Марија и Мони? Очите на Мони се како на мала срна. Од нив добри не се точи. А пак Марија кој ме гушне мирисе како цвеќе после дожд. Ама си интересни мали бе. Ја вие заборавивте мојата наследничка Сандра. Незината насмевка е посладка и од најсладка од мене. А Биле, сините очи на Биле се како сината Марин. А вие сте бади за знаете што е тоа. Јас сум слушнал за Марис. Добре да прескак па ти настина. Морам? Ама ме мрзи. Така. Мојата наставничка лепа е любител на животни и спорт. Чекайте малце. Таа многу сака да не учи како правилно да се грижиме за мачињата во мало. А наставничката Весна не дека се римува со песна, ама може да напише песна за 30 секунди, подобро и од најдобриот поет. Ама си спопаневте сите. Мојата Ана на сите ни делува како бешес. Сите мачки во делението ги нареди како војници во ред. А Ева ни е нова, многу е забавна. И не знам за вас, ама мене со Александра ми е многу забавно. Подобар фотограф од оние во студио 5. Кога правевме истражување, ни помогна да направиме прекрасни фотографии, како ние на National Geographic. А пак Суза е кротка како јагне. Секогаш правилно научи и насочува. Ве слушам вака сите и ви се чудам. Ај кажете ми бе, има ли најдобра и најубава мајка на свет? Мојата. Па секако. Секој за својата мајка ќе каже дека е најдобра. Другарчиња, па така и со нашите први наставнички. Па нели тие се нашите втори мајки? Туку заборавивте да си кажете поважни работи од тоа кој какви очи и фризура има, каков парфем користи или пак какво хоби има. Заборавивте да си кажете дека од наставничките ги слушате најинтересните приказни. Со нив секојдневно дознавате нови мудрости. 11 октомври значи семејство. Тука учела баба ми, во 11 го запознала дедо ми. Тука учеле мајка ми и татко ми. А сега учам и јас. Уште не сум стигнала до 6 за да знам дали некој друг учи тука. А низ ходниците чекореле и чекорат најдобрите наставници. Визионери, пионери, безпрекорни и секој најдобар во своето време. Некој од нив се уште не сме запознале, ама затоа наставничките си лушкаме секој ден. Нашите први наставнички. Туку, ајде да запреме овде. Одморот ни помина на гундрување, а одговорот е јасен. Секој најмногу си ја сака својата наставничка.
утро, ученици. Добро утро. Како сте денес? Хајде да започнеме. Како што ви најавив на денешниот час по општество, ја привршуваме темата за општина и за градоначалник и на наше големо задоволство го потврдувам присуството на градоначалникот на денешниот час. Дали ученици размисливте кои прашања ќе му ги поставиме нему денес? Џабе се спремавме, Кирко. Денес немате тест. Молам, Дафне, дали имаш да ни кажеш нешто? Се извинувам, наставничке. Прашина имаше под масата. Па греото детето да диша прашина. Знаете, алергична е. Нема да може да се сконцентрира на лекциите. Наставничке, извинете што упаѓам на часот. А дали може едно прашање да поставам на градоначалникот? Баба Вера, ама ве молам, немојте со вакви работи. Па колку пати да повторам? Децата за време на часовите да ги оставате сами. Толку едноставно. Ама те разбирам, Душо, и во све те поддржувам јас тебе. Него ние старите не смееме да се шетаме по гужви и сакам да искористам приликата да го прашам градоначалникот тука дали планира да ни прати луѓе да ја искосат тревата змии ќе не изедат. Ако прашуваш нешто, сакам јас да прашам. Значи ве молам, мајки, татовци, баби, стрини, дедовци, децата за време на часовите да ги оставате сами. Значи ве молам. Ове доста искаче од соба. Мама, донеси ми го јогуртот. Ученици, ајде да продолжиме ние со нашиот час. Како што се договоривме, сите ќе бидеме вклучени со камера. Ќе зборуваме само кога ќе добиеме право на збор. Мора да се представиме во најдобро светло пред нашиот градоначалник. Добро бе, деца, колку пати ви кажам, мама кога работи да не влегувате во соба. Брзо да немате такови. Аман веќе кога ќе заврши ова удиво, кој ја измисли короната? Се вратам побрзо во училница, сакам. Упс. Ученици, извинете, имаме мал проблем со интернетот. Дома пата мрежата, меѓутоа може да продолжиме сега со час. Нели? Ајде да видиме, ученици, со кликање на иконата со раче, да видам кој од вас има подготвено прашање за нашиот градоначалник. Одлично, ученици. Браво, добро се подготвиле. Тогаш, штом сме спремни, ќе се јавам на господја Кристина да им кажам дека чекаме да се приклучат на нашиот час. Добар ден. Дали се слушаме? Да, одлично се слушаме. Почитуван градоначалникот, многу сум ви благодарна што успеавте да одвоите време да присуствувате на нашиот денешен час по општество. Јас сум наставничка Маја, а ова се моите ученици. Чест и задоволство ми е секогаш кога нашите ученици се на гости во општината, кога разговараме за локалната самоуправа, за советот, па шетаме и кај нашите младенци во матичното, цртаме, се дружиме, споделуваме идеи, предлози, но искрено сум и горд кога дел од учениците кои доаѓаат по наставата, односно по завршувањето на лекцијата за локалната самоуправа, оформуваат и тим на луѓе, односно бираат и градоначалник и совет, кој што носи програма и самите предлози стигаат кај нас во општината. Има интересни предлози за кои што искрено дел од нив и ние самите ги ставаме во нашите програми и буџети за да ги реализираме истите. Жал ми е што денеска мораме јас да бидам ваш гостин на овој начин. Ние во изминатиот период учевме за општина и за функцијата градоначалник. Учениците денес подготвија неколку прашања кои што сакаат да ви ги постават. Повелете, подготвен сум. Добро утро, градоначалник. Сакам да прашам кој факултет треба да се заврши за да стане градоначалник? Нема посебен факултет со кој што може да станете градоначалник, но мора да инвестираме во себе си и во своето знаење, да одиме
по скалилата нагоре и да завршиме што повеќе можеме, односно и да магистрираме, и да завршиме факултет, и да магистрираме, па и да докторираме, но треба да имаме и многу познавање за многу области, за да знаеме како да ја развиваме општината. Но и без добар тим на луѓе не може да се води општина. Повелијана. Јас многу сакам да танцувам. Дали ви имате некој омилено хоби? Па во детството многу игра фудбал. Сега често пешачам, планинарам, но и постојано сум на велосипед. Повели Стефан. Градоначалнику, бидејќи вие често гостувате, имате јавни настави. Дали вие сами го пишувате говорот или некој го пишува за вас? Секако дека имаме одличен тим на луѓе во делот на PR, во делот на новинари, кои што заедно со мене ги пишуваат сите говори. Наставнички, може јас нешто да прашам? Повели, Саша. Градоначалнику, може да пробаме нешто? Секако, Саша. Кога треба да добиеме инспирација за пишување, наставничката секогаш ни помага. Ајде да пробате и вие. Замислете се дека се дојдете кај нас во училиште и стоите пред нашите наставнички другарчиња. Треба да одржите говор околу денот на нашето училиште. Тивкој и сите погледи се втерени во вас. Што ќе кажете? Да ни е среќен јубилеот 70 години од постоењето на нашето училиште 11 октомври. Образовниот систем и процес е приоритет за нашата општина. Инвестираме многу во нашите училишта. Изминатите години целосно е реконструирано училиштето со нови кабинети, сензорни соби, инвестирано во самата кујна, во дворот на училиштето ја отворивме и најубавата градинка Пролет, но што е следно? Нов затворен базен во рамките на самото училиште. Искрено сум среќен што посветено работиме за нашите училиште со одличен тим на наставници кои што работат да ствараат што поквалитетни генерации кои што ќе го водат нашето општество, генерации кои што ќе ни ги заменат нашите функции и кои што ќе водат грижа за самите општини. Да ни е среќен патронатот 11 октомври. Деца, доволно да прашам. Градоначалникот е многу запатен. Тука може да го привршиме разговорот со него. Градоначалникот, ви благодарам што бевте дел од нашиот денешен час по општество. Вашето присуство ни ја разигра оваа онлайн монотонија. Ви благодарам. Ми беше чест и задоволство што можевме да се дружиме, да поразговараме, да одговориме на вашите интересни прашања. Се надевам дека следниот пат ќе бидам присутен во вашето училиште. Довидување. Деца, ние продолжуваме со нашиот час. Отворете на страница 19 да ја видиме првата табела. Побежарен редот солидери студот под тебе се мери си тебе ти си едена а тебе секогаш те гледам сама шекерче во битна дама баш си сладка но студена и гледам секој жив по тебе само се крсти и баш би сакал да те добри за прсти. Јас не сум тип за авантури, ти ги раѓаш моите бури, за моменти знам си медена. А јас сум само тој што на тебе се пали, јас сум тој што во глава ти фали. Тој поглед се ми значи, ке ти дарам топла душа, твоето срце лечно зрачи, ке се стопи, ке ме слуша и ми дарил вишни неба, дај ми место покрај себе, ти си сонот што ми треба, никој не е како тебе. И ледена, и медена, се правиш своја.
сама шекерче во вид на дама, баш си сладка, но студена. И гледам се жив по тебе, само се крсти, и баш би сакал да те добре со прсти. Тој поглед се ми значи, ке ти дарам топла душа, твоето срце вечно значи, ке се стопи, ке ме слуша и би дарил вишни неба, дај ми место покрај себе, ти си сонот што ми треба, никој не е како тебе. И ледена, и медена, се правиш своја, но вечерва ќе посакаш да видиш моја. И ледена, и медена, ти каква да си, верувај ми, ке нема кој да те спаси. Добар ден, ученици. Добар ден. Денеска ќе учиме за тоа како работеле децата во 21 век. Сигурно играле секој ден на двор. Саделе цвекиња и дишеле ист воздух. Имале и вистински наставници. И јас сум вистински наставник, само направен од еластични наноцевки и вештачка интелигенција. Да започнеме. Ова што го гледате е молив. Со моливот се ракува со рака и е потребна развиена ситна моторика. Најчеста намена им била пишување во тетрадка, цртање на лист од блок, а понекогаш и пишување на тајни ливчиња кои си ги подавале на часовите. Некои индивидуи ги користеле моливите и за шкртање по клупа. Како бе? Така бе.
да продолжиме. Децата порано користеле тетрадки, во нив пишувале планови и илустрирале. Илустрациите биле обоени со боички, тоа се моливи во боја, ги имале сите бои на виножитото. Што е тоа виножито? Виножито, божилак или дзуница, оптички и метеоролошки феномен кој предизвикува светлинскиот спектар на сончевите зраци да се појави на небото поради прекршување на светлината низ ситни капки вода во атмосферата. Колку било убаво виножитото. Колку биле среќни, каква гледка, Ваша задача за денес ќе биде: прва група, да конструирате молив на вашиот интелигентен уред со точни димензии, 3D приказ и да бидат наведени сите намени. Втора група, ваша задача ќе биде да направите виножито со ласер со бела светлина и оптичка призма. Ајде сега, Михаела, разбуди ја Дафни. Секој час пие да Само Дафни. Секој час пие да Дафни. Пак заспа. Вие сите се наредени, не чекате уште нас говорот да го кажеме. Уште на хемија. Тоа било само со... Колку беше реално? Наставници роботи? Нема шанси. Што е реално? Што ме биде моето учи? Мрдњајде, побрзо. Ти не си робот? Не бе. Како бе? Така бе. Ајде. Ајде, застанете тука. Ве молам, сите заедно, присутни гости, минати, сегашни, а може би има и идни ученици во нашето училиште. Со громогласен аплауз да ги поздравиме сите наши наставници од предметна настава. Аплауз за нашите наставнички од оделенска настава. Нашите втори мајки, звезди водилки во првите училишни денови. Нашите стручни соработници, педагогот Ана Шалева Ивановска, и психологот Марија Блажева. да ги поздравиме секретарката на нашето училиште Мерлина Русева. Сонја Купершани, нашиот економ. Сметководител Лидија Јованова. Сите наши тетки од технички персонал, бидејќи без нив нема да го имаме најчистото училиште во градот. Чичко Тошев, Чичко Драголјуб и Чичко Сашев. Кои се задолжени се да биде во најдобар ред. Аплауз за сите нас, бидејќи заедно го правиме 11 октомври она што е. И на крај, личноста која сите нас не води кон поголеми успеси, нашата директорка Даница Блажевска.
почитувани гости, верувам дека уживате во овие убави моменти, кои сите заедно се потрудивме да бидат вакви какви што се. Благодарност голема до сите наставници, ученици и родителите кои со голем труд и трпение не издржаа овај месец и пол во максималните подготовки. Сега имам една обврска да се заблагодарам кон сите луѓе кои дадоа придонес 11 октомври да биде она што е и кои дадоа придонес ова да се изреализира вака како што е. Верувам дека уживавте. Јас искрено сум презадоволна и ова сеќавање ќе го носам до крајот на мојот живот. Сега на бината ќе го повикам градоначалникот на општина Центар, Горан Герасимовски, кој е татко на нашата општина и ни дава максимална поддршка и мене лично и на нашето училиште. И го направивме училиштето тоа што е и мислам дека сите се гордееме заедно со тоа. Повелете го градоначалник. Благодарам, почитувана директорке. Искрено не знам од кај да почнам после се ова. Горд сум вечерва што имам можност да присуствувам на еден посебен јубилеј. Искрено вечерва покажавте што е Центар, покажавте како работи општината, го покажавте вашето лице, односно нашиот најдобар наставнички кадар, кој што несебично работи да имаме вакви успешни генерации. Вечерва не развеселивте, разлежливте, но и ни влеавте многу позитивна енергија. За себе ова сум искрено многу горд. Честитки до пред се училишниот хор, но одличен беше и наставничкиот хор. Честитки до целосната организација, до целиот иновативен концепт. Честитки до нашите ученици кои што со нивната временска машина ни ја покажаа реалноста и нашето секојдневие. Искрено сум многу горд што имаме вакви ученици. Ви стигнувам капа на сите. Почитувани наставници, родители, драги ученици. Прво сакам да изразам голема благодарност за ова ваше признание. Искрено многу ми значи за мене лично, но секако и за општината. Горд сум што сме дел од оваа ваша наша успешна приказна. 70 години е голем јубилеј. 7 децении посветеност, квалитетно образование, одлични наставници и млади генерации кои израснаа во успешни луѓе. 11 октомври е училиште со традиција, но и со современи трендови и услови за работа, во кој како општина постојано, континуирано вложуваме. Инвестираме во реновирање на училниците, трпезаријата, тоалетите, отворивме сензорна соба, а пред нас, како што и претходно најавив, е изградба на нов базен, уште едно вложување во подобри услови за спорт, здравје и правилен развој на учениците. Од следната година, од наредната учебна година, сите наши ученици во целодневна настава ќе добиваат бесплатни и здрави оброци, а планираме и национална екскурзија за децата, уште повеќе да ја засакаат нашата татковина Македонија. Уште еднаш горд сум на се што заедно сме постигнале, да продолжиме вака, заедно исплотени, да ја градиме нашата иднина. Тоа е се што имаме. Ви благодарам, да ви е среќен, да ни е среќен јубилејот.
Благодарам уште еднаш на градоначалникот. Едно семејство, за да биде комплет покрај татко, треба да има и мајка. Ја повикувам раководителката на сектор за јавни дејности во општина Центар, госпоѓа Јагода Јанковска, која сите овие години наназад, покрај градоначалникот, ни е ветер во грб и ни дава секогаш поддршка и не теши во тешките моменти. Благодарам, раководителка. Јагода не би била Јагода ако не се обрати. Јас нема да должам многу, мислам дека градоначалникот кажа многу и не би се повторувала. Само би го честитала јубилејот 70 години од постоење и секоја чест на учениците, наставниците, а богами и родителите. И секогаш кажувам, кога обично ги доделуваме стипендиите, ако тој триаголник не функционира, нема да има успех. Меѓутоа, очигледно во Центар функционира, бидејќи секоја година доделуваме над 100 стипендии. Благодарам уште еднаш. Сега да се обратам до родителите, кои целиот овај период даваат максимална поддршка и секогаш се тука и во лошо и во добро, да ни бидат ветер во грб и да ги решаваме проблемите со кои се соочуваме нели секојдневно. За да настанот биде ваков каков што е, имавме максимална поддршка од родители професионалци кои дадоа придонес безрезервно, не го штедеа сопственото време, издвојуваа време од своите семејства за да го дадат максимумот и да направиме една ваква веселба, еден ваков настан кој верувам дека сите ќе го паметиме. Го повикувам Војо Цветановски да дојде тука јавно да му оддадам почит и една благодарност за сето она што го направи. Благодарам Војо. Ја имам трема, не знам да зборам. Или не треба да имам трема. Кажавме да, устари, па да. Да ми поплава. Јас сум неважник. Како што кажав родителите, еве имаме уште еден тука родител, Мартин Трчевски. Мартин, 99. Ја немам трема, но имам уште работа дека не заврши чао. Значи, за да биде се вака убаво, треба покрај нели труд и желба, требаат и финансии. Имаме тука спонзори кои ни дадоа своји донации и успеавме ова да го изреализираме на едно вакво високо ниво. Спонзори кои се општествено одговорни фирми, а меѓу другото и се дел од нив и родители наши. Сепак, ќе споменам, родителите ни се важна алка во целиот процес и во градење на иднината на нашите и нивните деца. Повикувам представник од фирмата Макаус Доел Скопје, јавно да ја прими благодарницата. Благодарница доделуваме и на фирмата Cassis International. Представник, ви замолувам да дојдете благодарницата. Благодарам за максималната поддршка и соработка. Секоја соработка треба да биде означена и обележана на еден начин со голема благодарност од наставниците и учениците на 11 октомври. Повикувам представник од Велфуд Доел Скопје.
Дали имаме? Не, добро, аплауз. И им биде врачено дополнително. Еве, Велфуд. Дали имаме представник од студио Брейка Лек? Наш корисник, исто така поддржувач на настанот. Аплауз еден. Титанусје, исто така спонзор на овој настан. Благодарност за поддршката и соработката. На овој начин компаниите може да дадат еден голем печат во образовниот процес. Ви благодарам. Исто така, помош во организирање на овој јубилеј даде нашиот корисник Колибри, Мирјана и други до Скопје. Повелете, дали имаме... Нема, добро ќе вратиме. За крај исто така, родител кој даде придонес Бентен Пан до Скопје. Представници од компанијата, благодарност. Не е прв пат да дадат поддршка и јас сум среќна заради тоа. Благодарам. Сега на крај да кажам дека за да го изреализираме ова, имавме еден тим од наставници кои максимално се вложуваа, секојдневно проби, идеи, сценарио, Војо, Мартин и така натаму, постојано. Така да треба јавно да им се одаде признание за трудот кој го вложиле и посветеноста и желбата и жарот со кој влегоа во оваа авантура. Ви честитам, наставници, ви благодарам што ве имам и верувам дека ќе продолжиме по овој пат. Како одговорна на тимот, председател, Моника Трпчевска. Повели мене. Хорот го видовте колку ни е голем. Имаме многу ученици кои сакаат да пеат, затоа што песната лечи се. А хорот го води Ангела Речиновска, која морам да кажам дека ги натера и наставниците да преопеат. Забележавте, давав едни книги, тоа се монографии за 70 години постоење на училиштето 11 октомври. Креатор на оваа монографија, во исто време и ментор на нашето училиште, која изгина целиот овој период, додека ја скоцка вака како што е, ќе објавиме и на веб страната за да може секој да ја погледне. Ја повикувам Ирина Иванова, ментор во нашето училиште.
Сега ја повикувам наставничката, што беше со насмевка сладка како мед, Сандра Толевска. Благодарности до Сандра, која максимално се даде, се вложи и во подготовка на сценариото, се разбира со другите наставници и во реализирање на сето ова. Благодарам, Сандра. Дел од овој тим беше и Билјана Велевска, која е исто така посветен наставник и која максимално се вложи целиот период во реализирање на ова. Верувајте дека ние наставниците живееме за аплаузот, пофалниот збор, тоа најмногу значи. Ниедни финансиски средства не можат ова чувство и ова убавина да ја надокнадат. Верувам дека тоа чувство го чувствува и Бепина Младеновска. Која исто така даде голем придонес и ти благодарам, Бепина. Јас не знаев дека Ивана имала предиспозиции да стане глумица. Ивана Јакимовска, дојдите, имаме во предвид за следен пат. Во нашиот колектив имаме млади сили, надежни наставници кои може да дадат голем придонес во образовниот процес и кои во исто време важат за шизици. Таа со тротинетот ја викам да дојде тука, која секаде во секој момент на брзина ќе се појави и за се што треба е експрес. Чао. Мирна тивка, но има голем потенцијал во неа и тоа го докажа во подготовките на ова јубилеј на училиштето. Ја повикувам Александра Илиевска-Митушевска, која не пее во хорот, ама добра е во подготовките за јубилејот. И во образование, знаете, ни фалат машки, а ние тие што ги имаме стварно многу ни вредат, верувајте. А во овој тим беше вклучен наставникот по ликовно Александар Чавкаровски, кој покрај тоа што беше во тимот за сценографија и пее во хорот. Благодарам. Сега мислам дека не заборавивме некој, ако заборавивме нека не ни замерува,
Еве јавно ќе се заблагодарам до сите наставници, ученици, родители, директори на училишта, општина, совет на родители, училишен одбор, сите кои во секој момент се тука да ни помогнат, а најголема благодарност на нашите пензионирани наставници кои ни го покажаа патот како треба да се движиме и да го сочуваме угледот на 11 октомври и да го воздигнеме уште повеќе високо во облаците. Сега ќе имаме една завршна точка за која ќе ги повикам сите вработени наставници да дојдат да ни се придружат тука, да ги поздравиме сите гости во име на колективот со една многу убава музичка numera. Повелете колеги, придружете се. Ќе се видиме на следното десетлетие. Се најубаво.